Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е заменик директорот на јавното претпријатие Национални шуми Кирил Михајлов. Директоре, во средина сме на летото, пожарите не запираат. Можете ли да кажете со колкав човечки капацитет Национални шуми учествува во гасењето на пожарите? Ние како јавно предпријатие во моментов сме присутни на секаде каде што ќе се појави било каква потреба од нас. Новитет е она кое што за разлика од минатото, кога имаше една состојба која што ја затекнавме пред доаѓањето на новата власт, нашите вработени не одеа ни на шумските пожари, затоа што истите беа без соодветна опрема, беа без соодветна плата, немаа плата земено, беа без придонеси. За разлика од тогаш, сега нашите вработени ги гледате буквално на сите пожари, вклучително и на оние кои што не се наша обврска. Значи, ние во моментов, секако оному каде што ќе биде побарано помош од нас, се појавуваме. Значи, класичен шумски пожар е една работа, меѓутоа, оние пожари кои што отпочнуваат и на површини кои што не се шуми, се мисли пред се на полски површини, пасишта, приватни шуми, па и одредени депонии, урбан пожар, како што беше пожарот во Софилар во Струмица, тамо и нашите вработени беа рамо до рамо со пожарникарите од територијалните противпожарни единици и оние кои што се од доброволните противпожарни друштва. Имате ли пресек во досегашниот дел од летово, колкава површина имаме изгорено и колкава е штетата која што е нанесена на шумскиот фонд? Она кое што морам да го потенцирам е дека во однос на минатата година, оваа година е далеку подобра во смисла во однос на површините кои што се зафатени со пожари. Она кое што го имам како конкретен податок е од нова година до крајот на јуни, значи пред почетокот на јули, ние имаме некаде околу 50 пожари во кои што беше зафатена релативно многу мала пред се површина, а секако сразмерно на тоа и штетата по однос на нашиот дрвен фонд е мала. Меѓутоа, месецот јули веќе имаме една нова состојба во која што, како што кажа во едно од моите минати интервјуа, имавме преку 550 пожари на отворено, зборам, а од тие се продуцирани некаде над 50 шумски пожари, што значи ако од почетокот на годината за 6 месеци имаме 50, ние само во месец јули ја имаме истата таа бројка. Кај нас пожарите можат да зафатат површини кои што се голи, пред се зафатени само со трева, површини на кои што имаме многу слаба деградирана дрвна маса и површини на кои што имаме високо квалитетна шума. Во моментов се уште се прават анализите за оние најголеми пожари кои што беа во месец јули. Пред се мисли на пожарите во Николич, тоест во општина Дојран, кои што дојдоа до границата со општина Валандово, пожарот на Готен, кој што до овој момент е еден од најголемите, и истиот за жал зафати површини од 3 општини. Меѓутоа, во однос на финансиската конструкција во овој момент не би можел да дискутирам. Можам да кажам само дека некаде околу 9000 хектари вкупно беа зафатени, вклучително и во месец јули, онаа окуларна пресметка која што јас ја направив затоа што бев на повеќето од тие пожари присутен лично. Неодамна изјавивте дека сериозно се сомневате дека дел од пожарите се подметнати. Така. На што го доложите тоа тврдење? Вака сега, 550 пожари во еден месец е бројка која што фрапира. Никој не може, ниту мене, ниту било кој од граѓаните на Република Македонија да ги убеди дека сето тоа е случајност. Од 1.1. до 24.7. во Република Македонија има поднесено од страна на МВР 19 кривични пријави за условно кажано пиромани или луѓе кои што на некој начин подметнале пожар. Дали тој бил намерно или ненамерно, сепак биле учесници во некакво отпочнување на пожар. Преку 27 лица беа притворени, конкретно поврзано со пожарите. Значи, нема поголем показател од ова.
Знаете каква бројка е оваа? Јас правев анализа од 2014 година до 2024 година во Република Македонија има поднесено само 15 кривични пријави за 10 години по однос на пожарите и нивното настанување. А ние во еден месец, МВР, поднела 19 кривични пријави. Имаш и обвинување дека дел од пожарите во земјата се политички мотивирани. Па со оглед на тоа што во Шутка има јавно достапни информации дека беше притворен еден член на ДУИ, мислам дека беше, а во Струмица беше фатен на лице место телохранителот на бившиот премиер Зоран Заев. Сето тоа укажува дека можеби и дел од пожарите се политички мотивирани. Јас гледам и една друга ситуација овде која што за мене лично е навистина ме тера да размислам во таа насока. Еве конкретно пожарот на Готен, со тој пожар се боревме 13 дена, за 9-10 дена ги решивме Василево и Радовиш, остана уште 3 дена кои што го решија делот кракот со Беро. За тие први 10 дена, додека се боревме буквално на трите фронта, неколку дена на територијата на општина Струмица ни се појавија пожари на различни локации во исто место, тоест во исто време. Значи, еден ден, некаде беше можеби 5-6 ден, додека ние се бориме со пламените јазици на Готен. Ни се појавија два пожари во исто време. Едниот пожар беше пожарот на гробиштата, на градските гробишта во Струмица, кој што поради лошото време, силниот ветар се прошири кон местото викано Софилар и тамо се боревме со огнените јазици, а во исто време, значи буквално во размакот можеби 5-10 минути, се појави и пожар над селото Сушево, во општина Василево, пак на територијата на подружницата на територијалната противпожарна единица Струмица. Се примија над 300 нови пожарникари, сезонски пожарникари, 360 и така нешто. Да, над 350-360 нови пожарникари кои што треба да бидат во служба на гасење на пожарите. Тоа се сезонски пожарникари кои што ќе бидат во рамки на општините. Еве лично вие на што сметате дека се должи незаинтересираноста на граѓаните, бидејќи реално не можеше ни да се исполни таа квота од 400 кои што се бараа првично? Па искрено мислам дека поради тоа што не знам дали дел од тие луѓе ја сватија поентата, значи и дали можеби и финансискиот момент. Па тоа сакав да го кажам, да. Таму јасно се кажа дека оние луѓе кои што во текот на овие неколку месеци ќе ги поминат, сега да не кажам дека ова е тестирање, меѓутоа тие луѓе, дел од тие луѓе можеби за прв пат ќе се соочат со една таква проблематика, со пожари, шумски, урбани, какви и да се. Можеби дел од тие луѓе нема да може да се снајдат во таа улога. Меѓутоа оние кои што би се снашле онака како што треба, секако ќе останат како вработени во територијалните противпожарни единици по градовите, а таму секако платата не е онаа која што сега ја имаат, минимално од 24.000. И најверојатно тука се створи оној најголем немир кај граѓаните и пред се, нели, иако сметам дека преку 500 апликации имаше за овој оглас, меѓутоа добар дел од луѓето отпаднаа на самиот почеток затоа што за тамо се бараат и соодветни услови во делот на здравствената способност, затоа што треба оние кои што ќе се соочат со чадот, со огнот на терен, мора да бидат и физички способни и секако здравствени, затоа што многу лесно може да дојде до некој проблем тамо, не дај Боже, и да после тоа имаме некои несакани последици. Колку за 2 дена може да се добие соодветна обука? Не може за 2 дена да се добие соодветна обука, токму и затоа тие луѓе во моментов не се на терен. Значи тие луѓе се уште не се на терен, иако во Македонија имаме, еве во текот на вчерашниот ден имавме 33 пожари и денот претходно повторно, значи дневно имаме по 30 пожари, дел урбани, нели, дел пожари на отворено. Меѓутоа тие луѓе се уште немаат отидено на својата прва задача, затоа што најверојатно се уште траат обуките конкретно за
ова кое што го кажавме. Значи не може никој да пристапи на отворен огин без да претходно помине соодветни обуки, без разлика на опремата која што ќе ја добие. Така беше најавувано во јавноста, дека обуките ќе траат само 2 дена. Па, да, имаше некоја таква најава, меѓутоа не знам дали е обуки на терен 2 дена или како и да е. Фактот дека се уште тие луѓе не се на терен, значи тие се уште вршат некакви обуки, можеби ќе бидат пратени некаде, јас не знам, мислам дека ДЗС најверојатно ќе располага со тие сили сега за сега. Меѓутоа сметам дека ќе се најде погодниот момент кога тие луѓе ќе се најдат рамо до рамо со сите наши вработени. Дали веќе ги видовте сите оние забелешки кои што беа доставени од Државниот завод за ревизија? Значи, затекнавме една огромна, би рекол, дупка. Со доаѓањето на новата влада, ние на самиот почеток добивме една финансиска инекција од владата од 240 милиони денари, со кои што пари дел од тие плати и придонеси беа санирани и од самиот почеток до ден денешен се исплаќаат прво редовни плати и придонеси и сето она кое што споредно тековно ни излегува како обврска, мислам, во однос на нашите вработени го исплаќаме. Сега, дел и од тие побарувања кои што ги имаат надворешните извршители се сервисираат онака како што даваат можностите. Ние не можеме да затвориме се наеднаш, затоа што повторно ќе кажам, тоа беше една огромна дупка, а ние тековно и работиме, За колкави суми станува збор? Па некаде околу 7-18 милиони евра. Беше вкупната сума која што по сите основи предпријатието ја должи. Така да ние тековно работиме, а од друга страна, како што кажавте, ние бевме пренатрупани со ново вработени во очи на изборите, кои што беа примени како секачи и доторачи, а за жал, ние огромен дел од тие вработени ги затекнавме како вработени во канцелариите, кои што некој сметал дека треба да им даде работни задачи во однос на архивари, не знам, книговодство и така натаму и така натаму. За жал, биле примани и шумарски инженери како секачи. Значи, тоа е нешто кое што реално мислам дека не требало да биде направено. Ако веќе имало луѓе кои што биле со соодветно образование, требало да ги примат онака како што треба, значи како шумарски инженери, како шумарски техничари, затоа што на крајот од денот и нашето предпријатие, иако можеби е превработено, сепак во одреден дел кубури со одредени вакви вработени. Значи, ние сме дефицитарни во однос на стручниот кадар. Тоа го нотира и Државниот завод за ревизија, се наведува дека од сопствени ресурси 42% само бие покриват од фазата на сеча, 34 дотур, 32 превоз и дека над 50% од производствениот процес е зависен од надворешно ангажирани фирми. Зошто тоа се случува цело време и не се променува таа пракса? Тоа е затоа што, не знам како беше во минатото, меѓутоа затекнавме, повторно ќе се вратам малку поназад, затекнавме еден возен парк во кој што немаме камиони со кои што би можеле да го извршиме она кое што го бара, процесот на производство. Ако имаме доволно камиони, ние би си ја превезувале целата таа дрвна маса која што би била посечена од шума до нашите складови или па и до крајните потрошувачи. Меѓутоа ние немаме. Булдожерите спомнав дека колку се, меѓутоа неисправни. Ако кажам дека ние начекавме само 3 исправни булдожери, нема да излажам. Тоа е реалноста која што ја затекнавме. И сега, ние не можеме преку ноќ да го смениме овој принцип на работа. Да, ако мене ме прашувате лично како човек кој што е вработен во ова предпријатие повеќе од една деценија, јас би кажал дека ние сакаме целиот производствен процес, вклучително и превозот, до крајниот потрошувач, значи се мисли на сите фази, сеча, дотур, превоз и до склад, па и до крајен потрошувач, да го спроведеме ние. Впрочем, така било и во минатото, кога предпријатието е формирано некаде од 90-тите нааму, сите овие процеси ги вршеле нашите вработени. Меѓутоа, како одминувало времето, не знам, се менували и работите, добар дел од обврските се префрлале на приватни подизведувачи и сега сме во ситуација во која што сме. За жал, ние кога
кога дојдовме, јас имам одредени анализи дека во 20 да кажеме втора, трета година, буквално сите овие обврски, да не кажам, биле отстапени на приватните потрошувачи. И токму затоа предпријатието влегло во дупка во која што влегло. Значи, приватните станале газди по цена на тоа што предпријатието дошло буквално пред колапс. Тоа е она кое што го затекнавме. И да, ние работиме на промена на тој модел, со самото тоа што на последните неколку тендерирања јасно ставивме до знаење дека поголем дел од дрвната маса сакаме да ја продаваме ние преку нашите складови, а оној помал дел да го продаваат приватните преку нивните складови, се со цел да извршиме притисок во јавноста за намалување на цената која што во изминативе 2-3 години беше изненадувачки висока. Значи, знаете дека во Скопскиот регион луѓето плаќаа и по 5.500 денари по кубик. Нешто кое што придонесе да добар дел од граѓаните се преориентира, значи добар дел од нив се преориентира на други ресурси. Сега сме лето, меѓутоа во голем дел од градовите веќе луѓето се спремаат за грејната сезона. Анализите досега покажале дека на годишно ниво се крадат дрва негде од 50 до 60 милиони евра, меѓутоа и самите луѓе кои што се запознаени со таа проблематика кажуваат дека во тој синџир се од шумарите до шумска полиција, па на крај вика може да го видиме и до моментот на судство со оглед на тоа што немаме и некоја голема судска пресуда во однос на дрвокрадството. Имате ли некакви механизми во борбата со оваа појава? Така. Како што кажавте, големи пари се вртели и се уште се вртат во тој бизнис. Огромен дел од луѓето во минатото биле вплеткани во тоа. Ние како ново раководство покажавме нулта толеранција кон сите оние кои што на било кој начин сме нотирале дека имаат допирна точка со криминал. Тоа го покажува и фактот дека ние како ново раководство имаме десетици пријави кон наши вработени за кои што сме утврдиле дека имале било каква соработка со тие дрвократци. Значи имаме суспензии, имаме кривични пријави и тоа зборуваме за годинава. За годинава зборуваме, да. Зборуваме за 24-та. За периодот од една година додека сте на функција. Да, за една година. Зборуваме за моменти кои што во минатото биле незамисливи. Значи, и токму како што кажавте, неретко во тие случаи, не само каде што детектираме дека има поврзаност со наши вработени, тука честопати се јавува поврзаност и како што кажавте со дел од шумска полиција, дел од МВР, па и одиме до онаа последна фаза, судството, кое што каде ние го нотираме тоа? Ние го нотираме тоа таму каде што гледаме дека пресудите се млаки. Еве и во однос на пожарите. Го спомнав тоа. Значи судството е последната алка која што ќе мора да застане на браникот на татковината. Џабе да ние фатиме и 100 пиромани оваа година, ако судот го третира тоа како некаква општо, загрозување на општата, сигурност и не е пироманство, значи да оди по некои членови кои што се релативно поблаги, со некои условни какви казни, на крајот од денот тоа нема да придонесе да се менува свеста кај граѓаните. Исто и во дрвократството. Значи, доколку ние не се соочиме со релативно големи казни, ќе имаме проблем. Јас во моите видеа честопати нотирав несекојдневни ситуации. Во една таква акција на Скопска Црна Гора, нотирав дека за еден човек има 37 пријави. За неговиот брат имаме 29 пријави. За уште неколку луѓе кои што се членови на таа група имаме преку 20 пријави. Пријави поднесени. Судската разрешница по однос на тие поднесени пријава била, стотици евра казна или некаква условна осуда која што не ги оттргнала од тоа кое што го работеле претходно и јас јавно прашав дали ние во нашите акции треба да чекаме 38 пат да го фатиме лицето НН, 30 пат да го фатиме другото лице НН и така натаму, а со самото тоа, верувајте, нашите колеги губат елан. Значи прашуваат зошто го работиме ова кога
кога нема завршница се тоа. И благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.